Здраво и голем поздрав до сите другарчиња кои што денеска гледате Мини вести. На почеток ви ги откриваме содржините кои што ќе ги имаме за денеска. Денеска во Мини вести дознаваме зошто дува ветерот, ќе ви откриеме се за змејовите. Гледајте не до самиот крај. Време е да почнеме со денешната емисија. Денеска на почеток ќе го несеме во пошта, а таму ќе зборуваме за поштенските марки. Во времето кога постојано се испраќаа писма, поштенските марки беа вистинска атракција. Па ако седнете да разговарате со вашите родители, тие сигурно ќе ви кажат дека нивното хоби во детството било собирање поштенски марки. Оваа пасија си има и свое име и се нарекува филателија. Всушност, собирањето и проучувањето на поштенските марки важи за едно од најпопуларните хобија во светот. Поштенската марка овозможува поглед во културата на земјата, нејзиното уметничко и историско наследство. Многу повеќе на оваа тема дознавме од Чичко Поштар. Тој ни раскажа се за поштенските марки. Јас сум Даријан и сум со Чичко Зоран, поштарот, ќе зборуваме за марки. Чичко Зоран, што се поштански марки? Поштенските марки се мали едни правоаголни сликички, уметнички дела, што може да има и слики од луѓе, од животинчиња, од држави, и тие се стават на писмата за да може да отидат на означената адреса. Дали само кај нас ги има? Не. Тоа не целиот свет ги има, секоја држава си прави своји за да ја означи индивидуалноста на државата. Зошто на писмата треба да има марка? На писмата мора да има поштенски марки, затоа што со марките се означува вредноста. Што подалеку е писмото испратено, тоа треба да има марката поголема вредност, затоа што има многу марки и со различни вредности на марката. Кој ги црта поштанските марки? Поштенските марки ги цртаат чичковци и тетки што работат во Македонска пошта и тие се задолжени да измислат и да нацртат најразлични цртежи кои подоцна ќе бидат ставени на марките. Кој ги црта поштанските марки? Поштенските марки ги цртаат чичковци и тетки што работат во Македонска пошта и тие се задолжени да измислат и да нацртат најразлични цртежи кои подоцна ќе бидат ставени на марките. Ветерот е природна појава. Ветерот ме нервира кога дува многу силно. Мене ме нервира зашто е ладно. А зошто мора да дува ветер? Тоа го дознаваме од прилогот.
Движењето на воздухот со послаб или посилен интензитет се нарекува ветер. На различни точки на површината на земјата има разлика во температурата на воздухот. Поради тоа постојано се менуваат топли и ладни ветрови. Со оглед на тоа дека топлиот воздух помалку тежи од ладниот, тој се движи од ниските кон високите слоеви во атмосферата и го притиска ладниот воздух надолу. Така со промените во температурата на атмосферата доаѓа до струење на воздухот и создавање ветер. Ветровите во Република Македонија се честа појава, особено во зимскиот период. Сепак тие не се толку силни како во другите делови на Европа и светот. Врз појавата, правецот и силата на ветровите најмногу влијае релјефот. Најпознат ветер во Македонија за зимскиот период е вардарецот. Тој е сув и студен ветер кој дува од север кон југ. Постојат константни ветрови, карактеристични за одредено време од годината, но и повремени ветрови кои зависат од промената на температурата. Воздушните струјања се постојано присутни, иако некогаш ни се чини дека нема ветер. Сега во Мине вести ќе ви кажам интересни факти. Ке научиме нешто плюс за змеовите. За почеток ќе ви кажеме дека се митолошки суштества. Погледнете што знаеме или не знаеме за змеовите. Змеј е фантастично митолошко суштество кое според својот изглед е близок до змија и рептил. Змејовите ги сретнуваме во приказните, цртаните или филмовите. Тие се различни по боја и големина, често имаат крилја, а од устата и носот им излегува оган. Но ова не е се за овие митолошки суштества, постојат уште многу интересни факти кои ќе ги споделиме со вас. Зборот змеј доаѓа од латинскиот збор драко, кој пак потекнува од грчкиот збор дракон, што значи голема змија. Змејовите летаат со помош на своите големи крилја, а нивното тело и опашка е покриено со струганки. Тие освен оган од устата и носот, може да испуштаат и мраз. Змејовите имаат црвени коси очи со кои може да ве хипнотизираат. Како фантастични митолошки суштества, тие имаат магични моќи и може да бидат или лоши или добри. Змејовите најголемата популарност ја уживаат во Кина. Феникс е змеј кој има 5 нозе и бил символ на императорите во Кина. Во оваа земја, змејовите може да ги видиме во секој дом, на нивните кимона или буквално на секаде. Здраво, јас сум Сара и пак сум во зоолошката градина. Чичко, Аце, кажи ми, кои се најстрашните животни во зоолошката? Во зоолошката имаме многу силни и страшни животни, но иако тие не изгледаат овака страшни и големи, тие сепак се во суштина се добри. Инаку во зоолошката како најсилен го сметаме кралот на животните. Тој е лавот. Тој импонира со својата големина и со својата голема грива. Деца треба да знаете дека грива има само машкиот лав, додека лавиците немаат таква грива. Лавот живее во семејства со поголем број на лавици и колку е поголема и потемна гривата, тој во своето семејство има поголем број на лавици. Инаку лавот преку ден ужива, спие, се излежува, додека во лов одат лавиците. Значи, лавиците се грижат за храна за семејството на лавови. Инаку, лавот својата силина ја искажува со своето силно викање. Тоа викање се слуша многу далеку, дури до 10 километри, и им кажува на другите лавови да бидат подалеку од неговото семејство, за да не влезат во неговата територија, зашто ако влезат може да дојде до борба. Затоа лавот сметаме дека е и најсилниот и најстрашното животно во зоолошката, затоа што е и кралот на животните. Многу животни не ја поминуваат зимата на едно исто место. Тие се селат во топлите краишта. Најпознати преселници се птиците.
Тие не се селат поради ладното време, кое инаку би го преживеале, туку поради немањето храна. Повеќе од 60% од птиците во нашата земја се преселници. Во зависност од видот, тие патуваат самостојно или во јато. Кукавицата и врапчето летаат сами, додека гуските, патките, чучулигата и другите птици на југ заминуваат заедно во јато. Се верува дека птиците во себе имаат природен часовник и компас, кој им покажува каде треба да се упатат. Постои теорија дека при летање тие се ориентираат според сонцето, месечината и магнетното поле на земјата. Научниците се уште не се сигурни како птиците знаат кога е време да заминат и да се вратат. Се верува дека голема улога има должината на денот. Штом денот е пократок, тоа е знак дека е време за селење. Птиците се селат во текот на ноќта, за да не бидат забележани од луѓето. Секоја врста на птица има свое место на зимување. Европските птици најмногу се селат во Африка и на Блискиот Исток. Птиците од најсеверните делови на Европа само се спуштаат на југ во топлите краишта. Гораст, беше ли мирно дете? Јас кога мене ќе ме праша, значи тоа прашање викам да, но како поминува време и како повеќе работи ми раскажуваат моите родители, мислам дека не сум бил најмирното. Можеби не, бев културно и воспитано, но мислам дека бев пргаво и темпераментно дете. Што сакаше да бидеш како мал? Јас како мал сакав да бидам, не знам. Значи не се сеќавам дека во животот имав нешто кое што сакав на почетокот, значи како мал. После кога пораснав малку, веќе во средна школа, знаев дека сакам да бидам нешто во врска со игри, со компјутери и затоа се запишав на електрофакултет, но сватив дека не е тоа што сакам јас да го работам. Сакав игри конкретно, а тогаш немаше кај нас на факултет и така се префрлив до најблиската зграда, а тоа е факултетот за драмски уметности, кој што е одма лепенка до електрофакултетот. Кој е твојот омилен детски лик? Омилен детски лик, мислам дека би го издвоил Петар Пан. Можеби тоа моментот дека никогаш не сака да порасне, ми се допаѓа дека лета човекот, ми се допаѓа дека има звончица со него која што има прав, кој што може напри се да лета и мислам дека моментот да можеш да отидеш во една земја која што не постои, да бидеш главен таму на сите деца ми е најако се. Гораст, како се станува актер? Па така, како што реков, јас тргнав комплетно обратно од актерската професија, но доради еден куп случајности стигнав до факултет за драмски уметности. Кога ќе се запише човек на факултетот за драмски уметности, најпрви мора да полага приемен испит, кој што има еден дел глумење, еден дел пишување, значи тест на знаење и еден дел кој што е рецитирање на песна. Потоа откако се надеваме дека ќе влеземе, бодовите ги читаме, влегуваме и потоа 4 години е еден од најубавите факултети кои што човек може да го има, тоа е пробување, седење до доцна, одење касно на часови, учење за представи, читање текстови, дружење и само дружење, снимање филмчиња со колеги и со колешки и после тоа откако се завршат 4 години се добива диплома за дипломиран актер и потоа всушност сваќа човек дека од тој момент почна да учи. Целото тоа претходно, целиот тој факултет било само припрема. Но тоа е за луѓе кои што не знаат дека сакаат да бидат актер од мали. За сите оние кои што сакаат и кои што знаат од мали нозе, значи дека сакаат да бидат актер, има има неколку драмски студија кои што функционираат, има радиодрама, мислам дека која што функционира. Значи јас би ве советувал и значи побарајте од вашите родители да ве запишат на некој такво студио. Мислам дека е многу важно да се каже дека јас сум одел на сите можни курсови, значи од карате, балет, немам пробано само, мислам дека баскет, имам гитара свирено, пеење и еден куп такви работи. Мислам дека најубавата дружба и најубавото дружење го поминав дека бев во драмско студио. Затоа сите што сакате да видите како е да се биде актер, побарете некој студио и запишете се. Таму ви гарантирам дека прекрасно ќе си поминете. Најдобриот пријател е личност на која можете да ја кажете се. Личност која е тука за вас и не ви завидува на вашата среќа. А дали знаете како се гради пријателство? Не грижете се, ние ќе ви помогнеме да станете најдобри пријатели на светот. Покажи ги чувствата. Во вистинското пријателство нема скриени чувства. Заедно радувајте се или делете ја тагата. Мало внимание.
Повремено внимание, мал подарок е показ за вистинското другарство. Например, подарете цртеж кој вие сте го направиле. Биди искрен. Пријателите не можат да ни ги читаат мислите. Ако имаш нешто да кажеш, тогаш кажи го тоа искрено и кажи го на твоето другарче. Смејте се. Смејте се што почесто. Место за шеги секогаш има. Како прво, смеењето е здраво, а како второ, со радост ќе се сеќавате на вашите средби. Помогни кога е потребно. Помеѓу вистинските другари не смее да постои љубомора. Вистинските другари се среќни еден за друг и меѓусебно си помагаат. Чувајте тајни. Довербата и верноста се важни. Пријателите си ги кажуваат малите и големите тајни и знаат дека нивното другарче нема да ги издаде. На оваа тема одговара и нашите другарчиња од градинка, а се за нивните најдобри пријатели дознаваме веднаш. Да бидеш најдобар другар, треба да си играеш со мене секој ден. Да чуваш тај. Најдобар другарче ќе игра и ќе учи. Ивана ми е најдобра другарка и секој ден се играм. Најдобра другарче е Максим. Зашто јас сум другар, тека многу го сакам. Јас играм со Анелена и ми е најдобра другарка. Најдобра другарче е да се гушкаш и да се... Кога не се караш, Ми е најдобра другар дека све ми дава. Па си играме жму дека лискаме нојечки и си играме пикник. Играме продавници. Постелиме чаршаф и ставиме јадење. Јас сум продавач. Максим е човек. Купува работи. Јас сум мојата најдобра другарка и си играме принцези. јас сум продавница, Марија е човек. Јас сум Елса принцеза, дека она има мраз. И на крајот, после ние ќе правиме човеците и како излегуваат од продавницата. Играме и не игра, се текаме, понекога се играме со... Јас возам и тој вози, ние се текаме. Си играме продавница, кога ќе ми дадат котки, се правиме куки, коли. Течавме цело време течавме и после на резгајчата се спустивме. Со Виктор играме фудбал. Си играме игри, жмурка, знање коли, тоа нешто друго. Кажа на моја друга другарка, кажава дека ќе одам до Германија со авион. И ќе кажам сите желби што ги чувам во тајна. И кажував да пиеме сокче и да си играме игри. Но тајна е нешто, а некој да не му кажуваш. Onda да дојдем кај мене и да се видиме малку, да се јавиме на телефон, да пуштиме камера. Знаеш, тајна е да најдеш нешто и да ти го даде и ти се играш со него. Симпатијата не може да биде најдобро другарче. Симпатијата не може да биде најдобро другарче. Ја го сакам, ама нема да му бијам другар. Не знам зашто, дека немам симпатија. Симпатијата не си играм, туку за него се сакам. Најдобриот пријател е личност на која можете да ја кажете се, личност која е тука за вас и не ви завидува на вашата среќа. Првите другарчиња ги стакнуваме на 4 годишна возраст, а тоа се децата со кои одиме во градинка, роднините, децата на соседите или децата на пријателите на нашите родители. Но како знаеме дека некоја личност заслужува да ја понесе титулата најдобар пријател. Најдобриот пријател не мора да го познавате цел живот. Тој не мора постојано да ве фали и поддржува во се, туку треба да ве советува и спречи да правите грешки. Со најдобриот пријател си играме, делиме боички, се гушкаме, си одиме и на гости.
Денеска во Мини Вести ќе го прославиме денот на шапките, па решивме да посетиме шапкар. Плус пред крај ќе ви го покажеме најголемиот балон кој некогаш бил направен со мастика за џвакање. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. Капчињата ги носиме за да се заштитиме од студ или сонце, кога имаме приредба во градинка или на училиште, или едноставно да бидеме модерни. Капите се различни во различни делови од светот. Капите некогаш се изработувале само за дами, но набрзо почнале да ги носат и господата. Ова е само еден интересен факт за капите, но постојат и многу други. Например, првата капа била направена пред 15.000 години. 20% од топлината на телото ја губиме преку нашата глава. Поради тоа, кога ќе ставиме капа, чувствуваме дека ни е потопло. Првиот магионичар кој извлекол зајче од капа е Луис Комте од Франција. Чичковците на балови често носат смешни црни капи. Тие капи се нарекуваат цилиндер. Откако дознавме нешто повеќе за капите, време е да ве однесеме кај шапкар и да ве запознаеме со оваа професија. Јас сум Луција и денес сум кај шапкар Pero. Што треба да учам за да бидам шапкар? Па за да бидам шапкар нема учење, значи ова е наследно од моите родители, од мојот татко, дедо. Прво што кога сум дошол во дуќан сум бил чирак, значи чирак да помагаш на мајсторот. После со тек на време, со години стануваш калфа, што калфата почињаш нешто и да работиш и на крај се станува мајстор и мајсторот го наследува занаетот. Како се прави една капа? Па една капа се зима штоф, штофот се става на маса, се зима шнитови, шните речи го што се бележи за кашкет, ова се бележи со шнајдерска креда, ова на крај се крои и се шие на машина. Тоа е една проста процедура за како се работи за еден кашкет. Временски, па еден кашкет можеш да направиш за 20 минути. Чичко Злата, какви капи правите вие? Капи правиме, значи од кашкети, машки, женски, детски, спортски, машки шешери, женски шешери, баретки, све што се носи во вид на капа, све го изработуваме. По што се разликуваат зимските капи од летните капи? Па зимските капи се волнени, значи работиме све со природни материјали, со волна, волнени, а летните се памучни и користиме и лен. Летните капи ги правиме за да држат ладно, а зимските за да држат топло. Јас сум Луција и го поздравувам од кај шапкар Pero. Мастиките за џвакање денес ги има во различни облици со различни вкусови, дури и бои. Ние џвакаме детски мастики кои немаат шекери и не ни ги расипуваат запчињата. Мастиките се навистина забавни, бидејќи со нив може да направиме големи балони. Кога веќе зборуваме за балоните и мастиките, ќе ве запознаеме со чичкото кој го има направено најголемиот балон во светот. Неговото име е Чад Фел и доаѓа од Америка.
Тој се запишал во Гинисовата книга на рекорди, односно надувал балон од мастика кој имал диаметар од 50,8 см. Чичко Чад рекордот го поставил во 2004 година и до ден денес никој не успел да го сруши. Како изгледа да направите толку голем балон од мастика, веќе ви е јасно од фотографиите, но и од видеото кое следува. Кога надвор е ладно, дува силен ветер или врне дожд, децата седат во своите домови. Сепак тоа не е причина за досада. Игрите кои денес ќе ви ги предложиме се универзални, а може да ги играате сите членови на семејството, мали или големи. Пирамида од чашки. За оваа игра ви се потребни пластични чаши за една употреба. За неиза се потребни најмалку двајца, а се што треба да направите е на рамна површина, маса или под, да почнете да ги редите чашките. Кој прв ќе ја нареди пирамидата од чаши е победник. Направи замок. Децата во домот сакаат да се седат во своето катче, па зошто да не им помогнете да направат замок од перници, кебе и мебел во домот. Тоа е се што ви е потребно за оваа игра. Децата во својот замок може да си играат, читаат приказни или гледаат цртани. Погоди кој сум. Ова е многу интересна интерактивна игра. На мали ливчиња нацртајте животни. Секој од вас нека извлече по едно ливче. Држете го на вашата глава, а другарчињата нека ви објаснуваат кој сте. Имате 1 минута да погодите. Нишани и фрлај. За оваа игра ви се потребни хартиени чини и средишниот дел од тоалетната хартија. Се што треба да направите е да исечете средината од чиниите, па така ќе добиете хартиени алки. Потоа средишниот дел од тоалетната хартија прицврстете го за една чинија или пак ставете го некаде во домот. Следно почнете да целите и обидете се да закачите што е можно повеќе алки. Тој што има најмногу е победник. Со секоја емисија учиме нешто ново. И во следната имаме супер содржина за вас. Јас и Ангелина ви посакуваме убав ден. Во меѓувреме гледате на нашиот YouTube канал Мини Вести. Чао!